кажам дека се согласувам со тоа што го кажавте, бидејќи тоа е точната диагностика на овој проблем кој што го имаме денеска пред нас. Дека тој проблем треба да се надмине, но тој проблем е генериран од бизнис интереси на поединци кои што сите граѓани ги знаат. Има многу случувања во собраниево кои што граѓаните не може да ги видат, но ние треба да ги соопштиме транспарентно, бидејќи сме пратеници на сите граѓани. А тоа е додека од едната страна се држат како заложници честните намери на поединците и на семејствата во Република Македонија, од друга страна се генерира простор за бизнис интерес. И тоа е факт и тоа го знаат сите. Не можеме ние преку ден да сме прозападни и да велиме дека сме за некој така наречен Европски фронт, а во текот на работното време, при крајот на работното време, да доделуваме лиценци на лица кои што се на американската црна листа. Тоа едното со другото не оди. Не може ние да зборуваме во текот на денот дека ќе повикуваме на ветинг на нашите политичари, од другата страна тие кои што се во кабинетите на оние кои што се одговорни во политичката партија ДУИ да добиваат лиценци, да издаваат објекти кои што биле ресторани за свадби на истото предпријатие каде што директор е некој кој што допред некој време бил вработен во Министерството за политички систем. Медиумите тоа го откриваат и замислете кој го купува тој ресторан, омилениот бизнисмен на власта, истиот оној кој што бил собственик на куќите кои што ги добиле господата кои што сега ја предводат Алијанса за албанците. Тоа е премногу случајно за тоа да биде, да речеме, онака се случило заради тоа што било некој след на околностите. Во овој закон, покрај тоа што ќе се оддалечат коцкарниците за нешто кое што во собраниево постои консензус. Никој не вика дека тоа не треба да е така. Се работи за дополнителни 3 предпријатија формирани со државна собственост, кои што ќе треба да се доделат дополнителни лиценци на одредени трети лица и дозволено онлайн коцкање. Тоа е она суштина. Еве, јас би сакал да прашам едно друго прашање. Кога ние споревме на Комисијата за европски прашања, јас се сеќавам дека господинот Меджити, кој што е пратеник, и господинот Гаши дојдовте и побаравте да зборувате. Вас ви беше прво спречувано правото на говор со тоа што комисијата беше одложувана или беа давана паузи. Зошто? Бидејќи вие како пратеници од албанската опозиција поседувате фотографии кои што ги има и целата јавност, како сите овие лица кои што се вклучени во овие бизниси се фотографирани со Артан Груби. Тоа е проблемот со овој закон. Јас можам да ги разберам пратениците од мнозинството што молчат, конкретно од политичката партија ДУИ. Не можам да ги разберам од СДСМ зошто молчат, а практично и од Алијанса на албанците што жолчно ги бранат цел ден. Практично вака како што е поставен законот. Немојте да се криете зад социјалната компонента на тоа. Е криминален и ќе направи дополнително декриминализирање на политичките елити кои што сега сакаат да бидат присутни и во бизнисот за игри за среќа. Благодарам. Контрреплика Фадил Зендели.